Луѓето кои ме познаваат подлого време знаат дека ја не сум склон кон патетични и начини на изразување, а во исто време паметам и дека за 20 годишнината од вашето постоење кажав неколку пригодни зборови. Сакам и овој пат да се задржам во тие параметри, во тие рамки, значи без патетика и да зборуваме само за она што реално го имате направено во изминативе години во една многу неповолна околина. Јас навистина ви се восхитувам, тоа го реков и по повод 20 годишнината, дека се бавите со работа за која практично немате признание ниту од домашното население, од домашните граѓани, ниту имате подршка каква што заслужувате од домашните институции, и ако не се некои ентузијасти од надвор да ве помогнат со ресурси, со совет, со експертиза, прашање дали воопшто можете физички да обстанете на овој простор. Работењето во невладиниот сектор е најтешка и најнеблагодарна работа во Македонија. Ако си во политиката, по закон точно знаеш што ти следува. Не зборам само за ресурси, и си го знаеш своето место. Знаеш и низ кои форми се обраќаш кон јавноста, на кој начин работиш со граѓаните. Ако си во бизнисот, повторно постојат некои регулативи. Невладиниот сектор е несаканото дете на македонската демократија. Никогаш ниту една невладина организација не добила пошироко признание, не само од институциите, туку од граѓаните да кажат ако не беа овие, ќе живеевме многу полошо. А вие правите, и ваша организација конкретно као една од доените во таа сфера во Македонија, правите многу повеќе него многу политички партии и политичари што направиле за Македонија. Само што тоа не е видливо, за жал и не е пошироко признаено. Чи ви се восхитувам на ентузијазмот, на волјата, на упорноста, веројатно на моменти и на тврдоглавоста да обстоите, и ако ве удираат, ме шибаат ветришта од различни страни, веројатно доправа ќе биде така, нема да биде подобро, вашава сфера ќе биде само полошо, бидејќи знаеме кај живееме. Меѓутоа, ако тоа воопшто нешто ви значи, јас се бројувам себе си, можеби незаслужено, во малата група македонски политичари која секој пат давала подршка на луѓето во невладиниот сектор, бидејќи мислам дека без една коегзистенција или заеднички залагања во оваа иста сфера да им помогнеме на граѓаните да живеат подобро, меѓу политичарите и невладиниот сектор, меѓу владиниот и невладиниот сектор, дека нема да има среќа, нема да има просперитет, берекет за никој од нас. Честитки за овој јубилеј, тоа е огромна бројка во една транзицијска држава да преживееш четврт век и да имаш за себе респектибилни резултати, е навистина подвиг достоен за почит. Реков, од моја страна имате карт бланш, дека следниве 25 години минимум ќе имате и мојата подршка во таа насока. Со среќа.